Добра вечер. Мора да се објасни, тој вели, нашиот брат Алекс, јас ни македонец, ни ништо, мислам, германец. Еднаш со Марин, мојот пријател Марин, бевме во Милениум, ресторанот таму. И келнерката не прашува дали сме браќа. Иста фризура сме имале. И велиме, да, сме. И објаснивме. Браќа преку вера во Исус Христос. Да, во таа смисла. Okay. Сега знаете. Okay. Фризурата лажи, генетски сме подалеку. Значи, нашата голема тематика се вика чекори кон Бог. И самата тема укажува на тоа што ние луѓето по природа не сме блиску до Бог. Ама имаме можност да се движиме поблиску до Бог. Јас го цитирам Исус Христос, кој еднаш зборувал со еден јудеец, евреин, сонародник тогаш, и во една расправа Исус одговорил на прашања, а тој човек добро рече на Исус и му кажува своето сваќање. И Исус Христос му враќа и вели, ти не си далеку од Божјото царство. И со тоа укажува дека тој човек имаше сватено некои клучни работи. Не си далеку. Поблиску од овие другите. Значи, има еден процес, има еден пат, има чекори кои имат врска со нашето разбирање, со нашето слушање, сваќање, разбирање, прифаќање, кои можат да не носат кон Бог. Чекори кон Бог и целта би било да дојдеме до Бог и да чекориме низ нашиот живот со Него. Во едно заедништво, лично познавање со Него. Некој од вас тука имате брачен другар. Вие чекорите низ животот со Него. Подлабоко не влегувам. Идејата е односот на човекот со Бог да биде таков. Едно лично познавање, едно лично одлучување еден за друг и чекорење низ животот и чекорење во вечноста. Човекот кој го познава Бог, човекот кој не го познава Бог, живе према умирањето. Младите можеби не го разбират, по старите можеби го разбират. Се живее и со текот на времето те фаќа старењето. Паѓа косата. Слухот веќе не толку, очите, коските, зглобовите и па натаму. Се живее кон смртта. Ова е сериозна тема. Ако не го познаваш Бог, чекорење низ живот има ужасен крај. Ако го познаваш Бог, го познаваш Исус Христос, тогаш ти умираш кон животот. Не разбирате? Не христијанинот, тој човек што не го познава Исус Христос лично, живее кон смртта. Верникот во Исус умира во животот. Тоа е големо нешто. Чекори кон Бог е многу важна тема. Дали е тешко да чекориш кон Бог и да го најдеш Бог? Дали е тешко? Дали е комплицирано? Знаете, јас за да живеам во Македонија, секоја година имам компликации. Јас морам да поднесам документи. Јас морам да докажам дека не сум криминалец. Добро, разбирам. Јас морам да еден куп документи да го пуштам Скопје. Таму едно министерство е. После чекам. Веќе чекам од септември и се уште го немам престојот за наредната година. Сложено е. Не е лесно, понекогаш ме фаќа страв. Не е лесно.
Дали е сложено да дојдеш кај Бог? Кога размислувам како христијанската вера се има развиено во едни огромни системи на хирархии, на, сега ќе велам, чиновници, функционери, разни слоеви, и сите тие се измеѓу обичниот човек и Бог. Тогаш си велам мора да биде многу сложено да дојдеш ти до Бог. Ако ти, малиот, обичен човек, го бараш Бог, ако ти нешто сакаш од Бог, што мораш да правиш? А ти обично што правиш тогаш? Нели тоа е едно прашање. Како, дали Бог ќе те забележи во огромната маса на луѓе? Како ќе го убедиш дека тој треба да внимава на тебе, да ти помогне? И големото прашање е дали Бог се интересира за тебе. Зошто тој да крени кога ти се јавуваш? Не знам дали имате понекогаш некој и се јавува и ти размислува дали да кревам сега или не. Досаден е, не знам, моментално не, ова она. Има разни реакции. Ja? Или овај број не го познавам, не кревам. Зошто Бог би кревал кога ти му се јавуваш? Дали е сложено и тешко да го убедиш дека треба да те забележи и да крева и да слуша? Добрата вест е дека Бог се интересира повеќе за тебе отколку ти се надеваш. И Бог од својата страна одамна се труди да го добие твоето внимание. Ти веќе си поканет. Тоа е денешната тема. Како се оди на свадба? Со покана. Имам пријатели, Битолчанец, тој ми вели дека порано како млади оделе партизански. Оделе на свадби, да јадат, да пијат, без да бидат поканети. Не кажувам како се вика тој другар. Некои го знаат. Партизански се одело. Јас до сега никогаш не одев партизански. Туку бев поканет и отидов. Ja? Роденденска прослава. Те канат. Порано како дете, комшиите беа поголема фамилија и често пати доаѓа гости. И се имаше кафе и колачи, и јас седав зад грмушките, дете сам дома и толку сакав и јас да сум поканет кај нив. Колку сакав, моите другари беа таму, роднините, сите, господјата Хетинга беше голема, добра домакинка, швабска, и имаше се. И Алекс колку сакаше и тој да биде поканет. Понекогаш ме викна, понекогаш. Ja? Значи, убавото, ако некој те вика на гости, или те кани на роден ден, на свадба, тој сака и ти да бидеш таму со него. Знаеш, кога си поканет, некој вели, јас сакам да поминам време со овој човек. И ми е мило да го имам кај мене. Тоа е многу убаво нешто. Замисли да не си поканет. Да има една супер свадба, супер свадба, и навистина расположение, и славење, и играње, и ова, она, јадење, пиење, а ти си надвор, не си поканет. Тоа е болно нешто. Бог сака да те има. И Бог сака ти да бидеш со него за секогаш. Тоа е факт, 100% вистина. И сега ќе читаме еден текст од Светото Писмо. Зошто од Светото Писмо? Нели? Сега ќе велам малце смешно, Светото Писмо секогаш е во право.
Ако сакаш да си секогаш во право, цитирај го Светото Писмо. Ама малце тоа како шега. Ама Светото Писмо е Божјата објава за нас, каде што ја сознаваме вистината за Бог и вистината за чекорите кон Бог. И затоа јас не сакам да се допирам, да се потпирам на сопствените мои идеи, емоции, на човечки идеи или традиции, туку на тоа што вели самиот Бог. Затоа, кога читаме Светото Писмо, и ќе зборуваме за тоа. Значи, ова е еден текст од Евангелието според Лука. Исус беше поканет некаде. И на маса излегуваат разни разговори. И после една изјава на Исус, еден од гостите вели: блажен е оној кој ќе јаде леп во Божјото царство. Значи, овој човек знаеше Божјото царство, за него тоа беше во иднината, кога Бог постепено, повторно ќе дојде на власт на ова земја. И тоа време, после Исус ќе го спореди со една гозба. И тој човек го знаеше тоа. Во иднината ќе има една голема фешта во Божјото царство. Кога Бог ќе биде на власт. Во иднината, најопшто ќе кажам. Ова е вистинска изјава, замисли, во Божјото царство ќе има славење, јадење, а некои луѓе се исклучени. Затоа објавили блажен е оној кој ќе јади таму. Има и луѓе кои нема да бидат блажени. И ќе видиме зошто. Ама Исус на ова вистинска изјава има нешто да каже. Има еден коментар. И тој вели: еден човек приготви голема вечера и повика мнозина. Еве, ова е нашата тема. Повика мнозина. А кога беше време за вечера, го испрати својот слуга да им рече на повиканите: дојдете, зашто веќе е се готово. И сите до еден почна да се извинуваат. Првиот рече: купив нива и треба да отидам да ја видам. Те молам, извини ме. Другиот му рече: купив 5 двојки волови и одам да ги пробам. Те молам, извини ме. И третиот рече: се оженив, затоа не можам да дојдам. Значи, интересни извинувања. Ja? Слугата дојде и му го кажа тоа на својот господар. Тогаш домакинот се разгневи и му рече на својот слуга: излези бргу на раскрсниците и градските улици и доведи ги ваму бедните, сакатите, слепите и хромите. И слугата му рече: господаре, направено е како што заповеда, но уште има место. И господарот му рече на слугата: излези по патиштата и по оградите и натерај ги да дојдат, за да се наполни мојот дом. Зашто ви велам, ни еден од повиканите нема да вкуси од мојата вечера. Кога овој човек пред Исус рече: блажен е кој ќе јади во Божјото царство, Исус сакаше да му каже: да, така е. И многу луѓе се поканети. Ама луѓето се многу вешти со изговори. И на крај ќе има луѓе кои нема да вкусат од таа вечера, а господарот е решен да се наполни неговиот дом. Тоа е најкратко кажано, ова што сакаше Исус да каже. Значи, господарот поканува мнозина. Ние знаеме, тој господар, ова е споредба, тој господар е самиот Бог. И Бог прави една голема фешта, забава, малце. Забава.
вечера, каде што заедно луѓето ќе се дружат со него. Бог поканува луѓето и тој сака неговиот дом да биде полн. Бог не е таков Бог што сака да седи сам во небото и да игра со телефонот. Не знам. Да се занимава што се занимава. Бог многу јасно, и тоа е само еден таков настан од Новиот Завет, има и други, тој поканува луѓе. И тој сака да има заедништво со нас. Понекогаш кога ние мислиме на нашиот однос со Бог, повеќе мислиме на посета кај докторот. Јас уживам и наеднаш нешто почнува да боли, да ми смета. Ајде, термин, јави се термин, или оди, седи во чекалната, после 3 сати, ќе влезиш кај докторот, муабет, што знам јас, ултразвук, после диагноза, лек, чао дома и докторот исчезнува од твојот живот. Го бараш повторно, кога повторно нешто боли. Многу луѓе така се однесуваат кон Бог. Бог не е дел од моето суштинско живење. Туку од време на време, кога нешто не е во ред, јас го барам. Бог станува интересен кога се јавува еден проблем. Може би дури јас го обвинувам него, дека тој е одговорен што го има тој проблем во мене. Јас можам дури да имам еден многу религиозен живот, а во суштина за самиот Бог не се интересирам. Интересно е, Бог не поканува. И не само Бог општо гледано, туку имаме стихови од Светото Писмо. Апостолот Павле им пишува на христијаните во Рим и вели: вие сте повикани од Исус Христос. Исус Христос те вика. Сака да те има тој при себе. Ja? Друг стих. Коринтијаните, христијаните во Коринт. Верен е Бог преку кого сте повикани во заедништво со неговиот син Исус Христос, нашиот Господ. Значи Бог те повикува, те кани да влезиш ти во заедништво со Исус. Тој сака да те има во своето друштво. Ти си поканет. И друштвото со Исус Христос е многу добро друштво. Квалитетно друштво. Ja. Поканети сме. Интересно, во Божјата голема прослава, која е централната личност? Уште накратко ќе читаме една парабола. Исус почна пак да им зборува во параболи, велејки: небесното царство приличи на цар кој му направи свадба на својот син. И ги испрати своите слуги да ги повикаат повиканите на свадба, но тие не сакаа да дојдат. Кога царот ќе го жени својот син, и му прави на синот свадба. Синот е главната личност. Тој еден ден ќе биде владетелот. Тој е престолонаследникот. Тешки зборови. Престолонаследникот. Знаеш? И кога тој те вика, подобро да одиш. Бидејќи тој еден ден ќе владе на тебе. Ама овие луѓе, повиканите, не сакаа да дојдат. Ми се чини само тажни во Новиот Завет, тажни приказни. Бог цело време кани луѓе, а поканетите не сакаа да дојдат. Не сакаа да дојдат. Океј, кај Божјата покана има една главна личност и се врти околу таа главна личност. И тоа е Божиот син Исус Христос.
Ама, да размислиме малце, Бог е тој кој кани. Знаете, јас денес тука зборувам. Ама ова што го читам е Божјото Слово, не е моја идеја. Ова веќе стои 2000 години во Светото Писмо. Не е моја идеја. Јас ова идеја ја имам од Светото Писмо. Значи, кој во суштина денес вечерава векани? Не Алекс Германецот, не. Не здруженијето. Бог. И ти не мораш никогаш да стапнеш во нашето здружение. Бог те канува. Бог те канува за личен однос со Него. И има еден посредник во тој однос и тој се вика Исус Христос. Тоа го читав минатиот пат. Еден е Бог и еден е посредникот помеѓу Бог и човекот Исус Христос. Тоа сакам да ви кажам многу јасно. Ние сме здружение на христијани, на граѓани. Ама Бог е тој кој те кани. И ти не мораш да дојдеш кај нас. Никогаш. Бог те поканува да одиш кај Него. Бог е тој, живиот Бог, единствениот, вистински, вечен Бог, создателот на небото и на земјата. Тој те поканува. Ама во центарот на неговата покана и на неговите планови за славење и уживање во еднината стои Исус Христос. И за него читаме кој е тој Исус Христос. Апостолот Павле пишува до верниците во Колосе, денешна Турција, зашто во него, во Исус, е создадено се, што е во небесата и на земјата, видливо и невидливо, се е создадено преку него и за него. И тој е пред се и во него се има свое сплотување. Едно кратко проникнување. Кој е Исус Христос? Исус Христос е Божиот возлюбен син, вечен како и Бог таткото, а заради него постои вселената. Целиот универзум. И денес никој не го разбира тој огромно нешто што постои универзумот со сите своји милиарди и милиарди галаксии и се. Зошто постои? Бог ни кажува јасно поради Исус. Зошто постои земјата, планетата Земја, единствената планета, колку што знаеме, на која има живот. И такво едно богатство на живот. Ако почнуваш малце да гибаш, ќе се чудиш. Устата ќе ти остана отворена. Ако разбираш, проникнуваш што е животот и како функционира животот. Зошто постои? Ти велиш еволуција, јас велам не. Не сум јас меродавен. Библијата вели за Исус Христос. За него е тоа создадено. Ангелите, тие се духовни суштества. Зошто постојат тие? За Исус Христос се создадени. А сега ти и јас. Зошто постоиме ние? Што е твојата конечна смисла? Зошто постоеш? Исус Христос, еден личен однос со него. Тоа е конечниот одговор зошто сум јас на овој свет. Да би го нашла него. Тука пише, се е создадено преку него и тој беше активен во создавањето и за него. Тој е целта на се што е создадено. И гледате, таа личност е во центар на Божите планови и кога Бог ја подготвува големата гозба во Божјото царство и во вечноста, во новиот свет што Бог ќе го создаде, Исус е во центарот. И сега замисли, тој те поканува. Тој. Никој друг. Не Алекс, не Питер, не Борката, не здруженијето, не некоја црква.
туку тој Севишниот, Семојкниот, тој те поканува. И ти дава едно огромно значење. Може би некој нема да крени кога ти се јавуваш. Ама Бог слуша. Бог те приметува. И Бог те кани. А сега е прашањето како овие гостите на свадбата на синот на кралот, дали ќе дојдеш, дали таа покана ќе ја сватиш сериозно и ќе дојдеш. Сега да размислиме, кои се тие луѓе кои Исус ги вика, ги поканува. Нели рековме, тој поканува луѓе за да бидат за секогаш со него. Не на кратко, ај ќе пиеме кафе додека не ме нервираш и после, нели, вие ги знаете тие кафиња што ги има. Добре дојде кафе, муабет кафе и на крај Сиктер кафе. Сиктер кафе. Ама Исус не дава сиктер кафе. Не разбираш? Кафиња, заедништво за секогаш. Кои се луѓето кои Исус ги кани? Сигурно ќе ја кани само елитата. Сигурно најдобрите. Сигурно најправедните. Сигурно најдобрите што го заслужува тоа. Така мислиме ние луѓето. Ама интересно, ако го прашаме Исус, ако го прашаме Него, еве една изјава, кратки изјави. Не дојдов да ги повикам праведните, туку грешниците на покаяние. Сега имаме проблем. Бидејќи тука во ова соба нема ни еден грешник. Знаете, сега јас не сум, тоа се други луѓе, не знам. Нека оди на Бајрот тамо, нека не знам каде да оди. Нека на друго место, тука да не бара грешници, јас не сум. Така обично ние мислиме. Ама Исус вели, јас дојдов, јас ги поканувам грешните луѓе. Знаете зошто? Други нема. Други нема. Океј? Ама, што е грешник? Што е грешник? Барем ова е делумен одговор. Еден грешник е човек кој прави што сака. Тој живе како што самиот смета дека е праведно и правилно. А не го праша Бог. Суштината на зборот грев, суштината на гревот е не го слушам Бог, правам што јас мислам. Тоа не значи дека јас правам страшни работи. Еден грешник не значи дека прави гнасни, страшни, лоши работи. Туку суштината е дека тој прави што сака тој. Тој не го прашува Бог. Тој не ни мисли што сака Бог. Не го слуша Бог. Тој оди својот пат. Тој има своји идеи и свој начин како ги остварува своите идеи. Бог вели, луѓето се од него отуѓени. Отуѓени. Не се знаеме. Знаеме дека постои, ама ме прашуваш кој е тој, го познаваш? Не. Ти можеш натворешно гледано да живееш пристоен, добар живот, ама во срцето можеш да си бунтовник против власта на Исус Христос. Знаете, тоа јас го сватив како млад, кога имав 16 години, дека суштинскиот греф во мојот живот не беше убиство, не беше ограбив банка, киднапирав дете, силовав жена, не знам што. Не верувам, не бев покорен на Исус Христос како мој Господар. Знаеш, тој еден ден ќе владе целата вселена и земјата ќе падне под неговата власт. И тоа ќе биде добра власт.
првата добра власт во овој свет. И прашањето е дали ти си бунтовник против него или дали ти му се имаш покорено на него. Бидејќи тој е единствениот кој заслужува да му се покориш со целиот свој живот. Исус бара такви луѓе, грешници. Тој не го презира грешникот, тој не го одбива грешникот, туку го поканува грешникот. Ама му вели, ама ти треба да се покаеш, ти треба да го смениш својот ум, ти треба мене да ми се покориш. Ja? Тоа го вели Исус Христос. Грешници и викам на покаяние. Тој не вели грешници треба да се борат да станат подобри. Нема да успее. Грешници нека одат на морална терапија. Нека се трудат. Не. Тој ги вика кон покаяние, тоа значи пресврт. Каде? Кон Исус, кој дојде да спаси грешници. Значи, каде да се каам од мојот пат кон самиот Исус? Да го оставам мојот бунт и да му се покорам. И да му се доверам. Исус често пати беше обвинет дека тој е пријател на грешници и цариници. Во тогашното општество тие беа една група на отфрлени луѓе од општеството, издајници и грешни луѓе. А Исус често пати јадеше со таквите луѓе, се дружеше и разговараше. И некој од нив, преку таа средба со него и тој разговор со него, направија пресврт, се покаја. Значи Исус бара, кани, вика грешници за пресврт. Понатаму, човечкиот син дојде да го бара и да го спаси изгубеното. Тој бара изгубени луѓе дека треба да бидат спасени. Што значи да си изгубен? Во Македонија постои еден не толку убав поим за германците. Изгубен германец. Океј, вие го знаете. Вие го знаете тој поим. Значи некои германци тука скитат по селата, не знам, не можат да си го најдат патот до дома. Сметам дека така било. Австриците велат зошто Михаел Шумахер возел трки во круг, да не си го изгуби патот. Значи и во Австрија има германски туристи кои се губат во планините, не знам каде, и мора да прашат за патот. Значи, ако си изгубен, не можеш сам да се снајдуваш, не можеш сам да се спасиш. Од мочуриште, нели, јас не би имал ни каде да држам, не можеш сам да се извадиш. Мора некој од надвор да дојде да те извади. Изгубениот човек е во една состојба каде што спасението не доаѓа од него. Не може да дојде од него. Некој друг мора да му помогне да го спаси. Значи Исус рече, јас барам таквите луѓе со цел да ги спасам. Ама за да можам да го спасам, тој мора прво да признае дека е изгубен. Замисли, ти си во мочуриштето, јас велам дај рака. И ти велиш не, ќе се снајдам јас. Ja? Не, ти мораш еднаш да признаеш пред Бог, пред Исус Христос. Не мораш на никој друг да не го кажеш тоа. Тоа е лична работа. Пред Исус Христос да признаеш, јас сум грешник и јас сум изгубен. Не можам сам да го сменам тоа. Исус еднаш рече, ако не верувате дека јас сум тој, Божиот син и спасител,
тогаш ќе умрете во вашите гревови. Во мојот своеволен живот, во бунт против Бог, постојано станувам виновен. И мојата вина расте како парите на мојата сметка ако растат. Ja? И ако не примам прошка, и ако не дозволам Бог да ме прави нов човек, еден ден ќе умрам во моите гревови и ќе одам во вечниот Божи суд. Ми треба спасение. И Исус вели, јас дојдов да спасам, да барам и да спасам изгубени луѓе. Исус нуди прошка за се. Тој ме помирува со Бог. Тоа веќе го направи кога умре на крстот. И Исус Христос ветува дека ќе ме прави мене нов човек. И станувам Божјо дете. Значи Исус сака да спаси изгубени луѓе. И затоа тој стана еден од нас, за да може да разговара со нас. И за ние да можеме да се запознаеме со Него и да разбираме зошто тој ни е потребен. И затоа тој често пати беше поканет од грешници и одеше кај нив дома на вечера и на дружење. Например, имаше еден корумпиран цариник со име Закхеј. Една вечера со Исус, едни разговори со Исус Христос и на крај човекот беше сменет. И самиот Исус рече, денес дојде спасение во овој дом, кај овој човек. Значи, замисли, една вечера со Исус беше доволно и Исус, самиот Исус Христос вели, овој човек е сега спасен. Го најдов и го спасив. Затоа тој дојде. Знаете што би требало да биде нашиот став во однос на тоа? Една молитва, ако е тоа вистина во нашето срце, Господе Исусе, јас сум изгубен. Јас сум грешник, јас сум виновен пред Бог. Јас не можам сам да се спасам, ниту сам да си простам, дека прошката треба да дојде од Бог. Те молам, спаси ме. Затоа тој дојде. Ама прашањето е дали твојата гордост ќе дозволи така да постапиш да излезиш пред Него. Исус бара грешници на покаяние, изгубени да ги спаси и сега на крај оптеретени, истоштени луѓе кон одмор. Дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце и ќе најдете одмор на своите души. Животот на собствениот пат како грешник и бунтовник против Бог не е шега, не е забавно, не е убаво. Светот на грешниците не е среќен свет. Дали имате впечаток дека овој свет е среќен свет? Сите скокат и се радуваат. Ja? Сите сме оптеретени од разни притисоци, разочарувања, омрази, таги, безсмислености, нервирање од другите секако. Ja? Овој свет на грешниците не е среќен свет, тој е полн со оптеретени, уплашени, скарани, омразени луѓе. И сега слушаме дека Бог кани вакви луѓе. Исус вели, дојдете сите кај мене.
А ние мислиме, добро, на лечење ќе дојдам, нека ме излечи и после јас ќе терам понатаму по своје. Не. Баш тоа нема да функционира. Исус не пружи инстант лечење и после ти тераш пак понатаму. Тој нуди вечен однос, вечно заедништво. Земи го мојот јарем, вели. Да, јас имам нешто да ти наметнам, вели Исус Христос. Заедништво со мене. Да ме слушаш мене. Јас сум добриот пастир. Исус се нарекува пастирот на нашите души. Замисли, твојата душа, тој го ја паси како една овца и се грижи за неја. Ја заштитува. Океј. Значи, кои се поканетите? Грешници, изгубени, оптеретени. Сите луѓе. Сите луѓе спаѓаат во овие три групи. А и сите тука присутни со се говорникот. Океј? Да е тоа јасно. Се едно колку си интелигентен или не толку интелигентен. Успешен или неуспешен. Со углед или презрен. Пристоен или не толку пристоен. Бог, Исус Христос, никого не го презира и сите ги кани. И тоа е многу важно. Ако ништо друго немате сватено денес, Бог се интересира за мене, Бог ме кани и клучната личност е Исус Христос. И јас морам да одлучам дали сакам да се приближам кон Исус за тој да го прави она што вели тој или не. Во нашиот пример поканетите како реагират на поканата? Сите до еден почна да се извинуваат. Овај кој ги кани мора да биде гнасен тип. Гнасен тип. Никој не сака да оди кај него. Замисли. Сите се извинуваат. Ние знаеме, ги знаеме. Измислуваат изговори. Океј? Изговори. Ние учиме нешто од првите нешта што учиме во животот е се служиме со изговори. Лажиме. Ja? Како деца веќе. Знаеш, еднаш јас како дете најдов еден прстен на мајка ми. И не знам зошто го зедов. Го зедов и го носев кај една комшивка и реков, ова го најдов. Дете, океј дете. И лажев, каде го најде ова, она, таа, се, ова може да бидат мајка ти, да не е од мајка ти. Сегаш, ме фати на лага. Како, кој ме научи јас да се служам со лаги и изговори? Ja. Океј, изговори. Купив нива, морам да ја гледам, извини. Али си нормален? Прво се гледа, после се купи, не? Ајде, разбирам. 5 двојки волови. Колку се тоа? Двојки, 5, 10. 10 цилиндри, плуг. Разбирам, сака да вози преку нивата со ова мојкна машина. Не може да дојде. Се оженив. Затоа не можам да дојдам. И во другата споредба не сакаа да дојдат. Зошто? И ние знаеме ова е Божјата покана. Исус Христос самиот дојде, Бог стана човек и дојде и кај неговите современици во главно најде на извини, не можам. Не сакам. Божјата покана. Зошто ние реагираме така на Божјата покана? Какви луѓе сме ние? Ова состојба се вика да си изгубен.
Нашата изгубеност е тоа. Кога Бог не кани, и ние велиме, извини, не може. Друг пат. Дали има друг пат? Ja? Не можам. Значи, замисли Бог те кани во вечно заедништво со Него. Со Бог. Со оној кој го измисли светот, кој ја создаде сета разновидност во природата, прекрасни пейзажи, растенија, животни. Тој, кој го измисли сето тоа, вели, сакам да бидеш за секогаш кај мене. И почнуваме сега почнуваме. А ти да велиш, не, фала, не, да не се занесам, не. Никој не оди, јас не одам. Тоа може да биде трагедијата на твојот живот. Значи, ние сме изгубени, ние сме оттуѓени од Бог. Може би не очекуваме добро од Него. Може би мислиме, кој знае, што ќе прави тој со мене ако ќе одам? Ќе ме злоупотреби, ќе ме искористи, ќе ме ова, она. Ќе ме пороби, ќе ме уништи. Ќе ви кажам, религиозните луѓе прават такви работи еден со друг. Религиите и христијанската религија е опасна во однос на тоа. Религија значи човечките обиди да дојдат кај Бог. Наместо да го прифатиме Божиот обид, тој да не придобие. Ja? Што доаѓа од луѓе, тоа е опасно. Она што доаѓа од Бог е спасително и добро. Може би Бог е досаден. Може би ти сметаш ако јас му се покорам на Исус Христос и му го давам првото место како Господар во мојот живот, животот ќе стане досадно. Пак, дадени верзии на христијанската религија може да бидат досадни. Ама Бог не е досаден. Исус Христос не е досаден. Може би имам лоша совест. Може би не можам да верувам дека тој ќе ме прими, јас сум виновен човек. Видете, тоа би било, ако тоа би било тоа кај вас, тоа би било многу добро. Да сте толку реални, да сватите јас сум виновен пред Бог. Во срцето. И да го признаете тоа. Никој повеќето не мисла така. Ќе вели, Алекс, не си во право. Јас сум тој добриот. Ако сите други, јас не. И тоа е големо само измамување. А може би јас имам лоша совест и не можам да верувам дека Бог пријатно ќе ме прими. Дека на Бог му е мило да дојдам. Ама Исус вели, дојдете сите кај мене. Вратите кај Бог се широко отворени. За грешникот кој се кае, кој е реален и е спремен да му дозволи на Исус да биде спасен. Христос умре веќе за твоите гревови. Ако имаш лоша совест, и тоа може би со право, и јас понекогаш имам лоша совест кога сгрешив. И тоа е добро нешто. Ама Исус Христос умре за нашите гревови од А до Ш. Тој веќе пред 2000 години умре за тие гревови и е спремен и сака да ни ги прости. Знаете, ова е скратено поканата, уште еднаш од сите тие покани, дојдете при мене сите. Дојдете зашто веќе е се готово. Еве го приготвив својот ручек, моите јунци изгоените се заклани и се е готово. Ова е скриена изјава, она што требаше да биде заколено е заколено. За жртвата на Исус Христос. Зошто можам јас како грешен човек да одам кај Бог? Бидејќи еден друг невин,
единствениот невин, кој некогаш праведен, невин, без грев, кој некогаш одеше на овој свет. Тој умре за моите гревови и за вашите. И тој ги откупи. И сега Бог вели, се е готово, се е готово. Знаете последните зборови на Исус Христос на крстот? Се сврши, готово. Ти и јас, ако имаме лоша совест пред Бог, се чувствуваме виновни, со право. Видите, има чувство на вина без вина, затоа не зборуваме. Туку реална вина и свесен сум за тоа зборувам. Јас се чувствувам виновен, бидејќи сум виновен. И што вели Бог? Се е готово, Алекс, покај се, признај го гревот, Исус Христос веќе умре. Веќе е готово тоа. Ти нема да платиш за тој грев, туку тој плаќаше. И се е готово. Значи, ние сме поканети. Господарот на куќата се уште е решен да се наполни неговиот дом. Наполни, малце фалти има фрлено тука. Ja? Ама, come on, it's not fair. Океј, се чита, да се наполни мојот дом. Германска технологија. Океј. Бог е се уште решен да се наполни неговиот дом. И тој вели, и јас сакам тебе да те видам за секогаш кај мене. Да знаеш. Да знаеш. Бог го вели тоа. И целта ми беше денес да ве охрабрам во чекорите кон Бог, да знаете. Бог веќе ве кани. Работите нема да бидат сложени, комплицирани, не знам колку инстанции, мачења, документи, ова, докажување, не. Многу едноставно ќе биде ако сме искрени. Боже, Господе Исусе, јас сум грешен човек. Спаси ме. Ти ме каниш, ти умре на крстот за мојот грев, така велиш. Ти велиш дека ќе ме спасиш и ќе сум твој и ќе ме водиш во животот. Сакам. И ќе одиш кај Исус Христос. Не мораш да одиш кај друг човек, не мораш да одиш во некој здружение. Лично ќе контактираш со него. Бог навистина не кани. И кога ќе дојдеме, нема да стоиме пред затворени врати. И сега може би, после ова предавање, многу нешта не се јасни се уште. Ама едно нешто е многу јасно. Бог те кани. Бог те кани. И тој ќе ти помогне да ги разбереш работите што се уште не се разбрани. Штом те кани, штом сака тој ти да дојдеш и ти правиш еден чекор, тој ќе ти помогне. Треба да го сватиме Бог сериозно. И ова покана да ја сватиме сериозно. Повикот на Исус. Знаете, ние сме тие грешници. Вие и јас, кои сме денес тука, ние сме тие грешници кои треба да се покајат. Ние сме тие изгубени кои Исус сака да ги спаси. И ние сме тие уморни, оптеретени, уплашени, скарани, а Исус сака да биде пастирот, чуварот, грижникот на нашите души. Океј. Како и да се викаш денес? Бог те кани. Океј? Тоа да не го заборавиме. И сега доаѓа уште една покана. Наредниот пат ќе зборуваме за ова тема Божјото просветлување. Наредниот чекор во чекорите кон Бог. И ќе вложиме секакви напори наредниот пат технологијата да не се откажува.
Океј. Фала многу.